Програмата е прекината поради Play In. И доколку некој рече дека Битола градот е мртов во однос на култура, тоа ќе го докажеме веднаш со следниот прилог дека е спротивна. Имено, битолските изведувачи Марија и Шавац прават спот, кој е навистина интересен, односно тоа е лирикс видео, кој го снима самите, велат дека е високо буџетен во наводници спот, интересен спот. Се надевам ќе ви се бендиса кој ќе излезе, кој ќе видите, а сега ќе чуеме неколку детали околу спотот. Останете со нас. Play In. Додека некој летото го користи за на плажа, за да се одмори на некоја планина или негде на некој релаксирачко место, тука постојат во Битола некои креативци кои знаат да го искористат времето во креативни минути. Тие се Марија и Шабац, заедно со мене. Шабац и Марија, добро дојавте уште во Play In овој пат. Добро ве најдовме, фала на поканата. Благодариме на поканата. Што правите вие денес? Се имаме на папка тука што ви е вас потребна денес. Што ќе се случи всушност денес тука низ центарот на Битола? Па се собравме така, другарчине, ќе снимаме еден многу високо буџетен спот со телефон. Значи се решивме овој пат да нема ништо, да не биде ништо експлицитно, значи да биде сосема спонтано, ќе одиме низ корзо и ќе снимаме луѓе со текст ќе биде значи напишан на ливче. Значи имате предготвено тука неколку цел текст, да речеме генерално 90% од текстот го имаме напишано на ливчиња и тоа ќе одржат луѓе. Значи да им објасниме поточно на гледачите. Целта на спотот која е? Целта на спотот е да пред се да не се промовираме ние како артисти многу во песната и да се опфати народот. Да се опфати народот, нормално така ќе доби поголема гледаност и така песната е летна и е таман за овој период. Така, ми беше баш тоа следно прашање. Кој се учествува во песната? Значи, знам дека е ваше дело, твој на Марија, ама како стигна оваа иницијатива во склоп на шо е оваа песна? Песната е во склоп на мојот соло албум, прв соло албум наречен 1000 причини, кој што треба да излезе до крајот на овој месец, се надевам. Песната е изработена во Gimel Studio, текст јас и музика јас. И музика ти. Маре, ти си од мојата лева страна, кај ми е папката со текстот. Така, кажи ми, кој беше твојот дел во оваа песна, колку ти беше тешко да се снајдеш во оваа песна, дали може лесно беше, ете неколку детали од твој видик на оваа песна. Па со оглед дека на тоа дека јас ни музика не правев, ни текст не пишев, само си одев на готово и ајде да пеше и пее. И тоа. Марија е звезда. Ама многу ми е весела песната и позитивна и затоа така вау. Дали веруваш дека ќе се снајдеш во овој спот многу лесно, бидејќи ве затекнавме тука на почетокот на снимањето, како ете една проценка како би било снимањето на спотот? Па мислам дека ќе биде интересно, ради тоа што е друг, мислам не е класичен спот онака со камери со 300 дешавки, туку е само со телефон и ќе има опатено баги луѓе, рандом луѓе и мислам дека ќе биде интересно, не верувам дека ќе биде тешко. Значи во наредниот период, освен што ќе очекуваме спот за твојата песна, очекуваме и промоција на албумот. Колку песни имаете вкупно сега да ги дефинираме во албумот? Каде ќе се случи промоцијата и кога да очекуваме па да идеме и таму да снимаме? Се уште се мислиме за локацијата за промоцијата на албумот, се очекува кон крајот на јули месец, почетокот август. Се надеваме дека тогаш ќе се реализира тоа. Колку песни ќе бројат вкупно? 12 на песни. Сите авторски нормално, со мој текст и како што напоменав во преходните интервјуа дека ево соработка со Gimel Studio. Кажавме и дека имаме и гости во тој албум, имаме и гости надвор од Македонија, од Србија. Само очекуваме добра промоција и очекуваме добри песни овој летен период. Тука ќе ви се заблагодарам за тоа што не гледавте, за вашето присуство пред екраните. Ќе му се заблагодарам на Марија Шабац за интервјуто и нема да ги држам поќе, ќе одиме да снимаме. Поздрав, се гледаме подкаст. Play In.